Така, Коле, на вистина тажна ситуација, односно тажна приказна во главниот град, што туку пристигна информација дека 47 годишна жена го загуби животот, а незините роднини се во критична здравствена состојба, од кои едниот е во кома, а според најновите информации другиот е веќе разбуден, но е во тешка здравствена состојба. Оваа трагедија се случила откако тие јаделе пита со прас, кои сами дома си ја подготвиле. Блиски извори од фамилијата за Алфа велат дека питата била правена од два вида на брашно и прас и дека труењето е токму од тоа, но сепак тоа се само сомнежи. Допрва ќе покаже истрагата од што настапила смртта кај 47 годишната жена. Според информации на Алфа од клиниката за токсикологија станува збор за опасен пестицид и не се знае во што бил присутен, дали во брашното или во празот. Овој случај го знае и Министерството за внатрешни работи, го има и во полицискиот билтон. Случајот е пријавен на 17.10.2023 во 12 часот во полициската станица Кисела вода од клиниката за токсикологија. При комплексот клиники Мајка Тереза било пријавено дека на 15.10 кај нив за укажување на лекарска помош биле донесени 3 лица, маж, жена и баба, сите од Скопје, за труење од домашна храна која била направена во нивниот семеен дом во Скопје. Ова го пишува во полицискиот билтон. Лицата биле задржани за понатамошно лекување и се превземаат мерки за рачистување на случајот. Ние испративме прашање и до инфективната клиника, од каде што еден од пациентите е токму таму. Очекуваме одговор од директорката на клиниката што се случува со овој пациент. Кажав, едната жена што туку е почината според извори на Алфа, блиски од семејството, додека другата особа се лекува на Карил. Повеќе информации околу ова трагедија најавувам во следното информативно издание во 17:30. Коле? Чао.